Предизборна офанзива во Тетово. Локалните власти градат на големо. Се асфалтираат патишта, се градат канализации и водоводни мрежи. Но за нив ова не било темпирано за предизбори. Туку процедурите за да стигнеле до оваа фаза биле такви, се правда градоначалничката Теута Арифи. Ние многу целиот мандат и претходниот сме го користеле максимално во овие бирokrati, затоа што знаеме дека долго траат за да можете да стигнете до финално решение. 2 години ни траеше аплицирање, квалификација и сето тоа за да стигнеме до тука. Граѓаните со коментар дека сето ова им е добро познато. Ништо не се работи се додека не наближат избори, па и тоа што се прави овој период е велат само шминка. Еве се враќаме од Бањиче, таму прават пат, нешто водовод се мести. На 500 метра подоле ѓубриште големо, неисчистено, само се шминка. Како пред секој избор. Дали локален, да се преседнички, некој шминка градот добил. И се обеќава и нешто се прави пред избори, колку малку да се залаже. Дали приметувате дека и овде еве еден месец на нас за 2 месеци се градат улици? Па да, нешто се гради, меѓутоа е нечисто. Обеќаја дека ќе ги исчистат, ќе ги исперат улиците, се погледнете какво е покрај контейнерите кај што треба да биде чисто. Наоколу не може да се дојде до контейнерите што е наоколу нечисто. И со ѓубре, барем тоа да исчистеа малку. Класик? Тоа прават градоначалниците, сите. За пак да ги гласат. Тоа е една пракса која што не е исправна, али ја пременуваат, за да дојдат до одредена цел. Кај бе до сега? Каде бе? Им треба нешто. Па затоа го работа тоа. Мангупска работа. Властите имаат уште некој месец до избори, па веројатно ќе се сетат и на многу други стопати најавени проекти, но се уште не завршени. Настрана проблемите со водата, сметот и загадувањето. Меѓу нив се капелата која, иако пуштена пред избори лани, се уште не профункционира. И улицата Гоце Делчев, која поврзува неколку населби во горниот дел на градот и е една од најоштетените, никако не доаѓа на ред. Но важно Арифи ја среди асфалтира улицата каде се наоѓа домот на нејзините родители.